Јавните институции и јавните предпријатија се платени од граѓаните и ги вршат најважните услуги за нив. Затоа е многу важно кој и како ги управува. Ако не знаете зошто нивното безпрекорно функционирање треба да биде приоритет на секоја држава, еве колку директно тие влијаат врз нашите животи. Наутро, додека се уште сте облечени во пижами и само што сте ја допреле првата голтка од топлото кафе, веќе сте добиле услуги од најмалку 4 јавни или државни предпријатија. Прво, за традиционалното кафе мора да ставите вода во ѓезве, која во Скопје не обезбедува водовод и канализација. Водата треба да проврие на шпоретот, а тој работи на струја што ја произведуваат електрани на Северна Македонија СМ. За да имате струја, треба да ги платите сметките според цената што ја определила регулаторната комисија за енергетика. За традиционалното кафе треба една полна лажица кафе кое сте го купиле во продавница, а тоа таму стигнало откако било произведено во Јужна Америка или Африка. Голема е веројатноста дека кафето во земјава е транспортирано преку вагоните на железници транспорт. Ако пак е донесено со камион, тоа минало преку патарините на патиштата за чија проводност и исправност е одговорно јавното предпријатие Државни патишта. Талогот од кафето, а и кесата во која е спакувано, ако сте го дотрошиле, ќе ги фрлите во кантата за отпад која ќе заврши во најблиските контејнери што навечер ќе ги испразни комунална хигиена. Толку многу јавни услуги требаат за една рутинска активност, како пиењето кафе. Нив ги обезбедуваат стотици раководители и илјадници службеници вработени во предпријатијата. Но колку тие се способни и квалификувани да ја вршат оваа работа? Постои ли процес на проверка и избор на најдобрите? Кој е член на управните и надзорните тела? Кој членува во комисиите кои ги регулираат економските дејности? Институтот за демократија направи анализа за тоа колку квалитетот и образованието се ценат пред партиската припадност. Проверени се биографиите на вкупно 641 член на управувачки структури. Резултати? Над половина од луѓето во раководните структури или немаат искуство, или тоа е скромно. И образованието не е секогаш соодветно. 5% се со средно образование, а меѓу нив има и директори и членови на надзорни одбори, што е спротивно на законските критериуми. Нема ниту родова рамнотежа во управувачките структури. Жените се малцинство, а жени директорки одвај се наоѓаат. Што значат овие бројки за нашето секојдневие? Дали би викнале автолимар ако имате проблем со водоводот во домот? Можеби не, но еден таков управува со водоводот на една цела општина. Дали на фризерот би му дале да ви ја уреди косата или дворот? Секако косата, но еден фризер е во управниот одбор на предпријатие што го уредува целиот јавен простор во една општина. Кога се во прашање археолозите и пасиштата, нив обично ги интересира што има длабоко под слојот земја на кој расте тревата што ја пасе добитокот. Сепак има еден дипломиран археолог што врши надзор врз јавното предпријатие за пасишта. Сето ова е возможно бидејќи именувањето раководни кадри е нетранспарентно и граѓаните се најчесто во право кога сметаат дека овие позиции се добиваат по партиска линија. Затоа е потребно изборот да биде јавен. Секој од кандидатите да помине интервју пред независен одбор именуван од тој што на крајот бира владата, собранието, општините. Со јавните предпријатија треба да раководат стручни луѓе со долгогодишно искуство и со план како да ги развијат овие толку важни институции.